пензионерите на ниво Македонија од пензионерските друштва, официјалните пензионерски друштва се минирани со тоа што ветија дека ќе ги платат автобусите, тоа не го направи, откажаја во вчерашниот ден и затоа сме овде, но во иднина најдовме варијанта, најдовме спонзор, нема да зависиме од пензионерското здружение овдека, таму тоа сами ќе го решиме и не може никој да не спречи. За разлика од другиве може да имам нешто повисока пензија која и не ми стигаат мене. А да ги прашате овие со високиве плати што земат, колку можат да издржат во текот на месецот, камоли пензионер еден со 12.000 или со 15.000 денари. Ова е срамота, жива срамота е. Мислам дека треба да се поводи сметка. Овај народ малку да заживети и да види нешто од она кое што го остел позад. Пример, јас сум со 5400 денари пензија, македонска, никако не се живее. Само апчиња не стасваат, на пример. Да си земиш козметика, ова, она што треба да си направи како една жена. Како што гледам, немат живот, искрено. И затоа дојдов да ги поддржам пензионериве и да се накрин, не 3500, него да се покрин малце поиќе, како тие што знаат во парламентите да земаат по 4-5 евра, па нека дајат по 300 евра една нормална плата, што е најминимална плата, ето како што е мојата. Еднушка не сум влезен во ова овде. Последниот пат сега дојдов. Нигде не сум оден и не ми треба нигде да одам. Поентава ми е да му се помогни на овие што се најмалку платени пензионери. Тие си свират свирче, а ние шупиме овде изиграваме будали. Иницијативата за зголемување линеарно на пензиите целосно ја поддржаваме. Нема пензионер што не ја поддржува таа иницијатива. Седиме за неја и ќе се бориме до крај, а исто така барам оставка тие што треба да даваат изјава, треба тие да дадат не еден делегат од ова собрание на Сдружение на пензионери на Воска. Тие работат криминално, без формирани тела, нецелосни тела, извршен одбор со 7 члена место 11, статутарна комисија немаат, работиме на промена на статутот, да се ограничи владењето. 2 мандати